Па ово ми е сега вториот живот. Ништо немав проблеми, никакви симптоми, ништо. Нити болка, нити ништо, ништо воопште, ништо. Јас толку бев сигурна у мене, 99% дека сум добра, а еве што испадне. С обзир дека нема матичен гинеколог во нашата општина, никогаш ни немало, а најблискиот е на 15 километра Кочани или Штип, значи овие жени многу ретко се јавуваат на гинеколошки преглед. Мислат дека треба да има проблем за тој да се изврши. Претежно, значи, тоа се жени од оваа средина, од Чешиново Блешево. Чешиново Блешево се состои од 15 села, кои се така села од разбиен тип. Кога појде 1-2 дена, почна проектот да се одвива, видоа дека резултатите се фантастични, значи приемот од мобилната екипа од ГАК е прекрасен. Веднаш се креират упати доколку има проблем кај самата жена. Задоволството е преголемо, затоа што доаѓаат лекари, значи во нивната средина секако нели, и овие прегледи што се нудат се бесплатни прегледи, самиот однос што го имаат лекарите е доста професионален. Целата мобилизација беше јавување од дом во дом. Значи јас не се јавував само кај моите матични пациенти. Се јавував буквално кај секоја жена, во секоја куќа од секое село. Така мислев дека најдобро ќе може да се организират и секоја жена да биде опфатена и прашана дали ќе сака да ги изврши овие прегледи заради своето репродуктивно здравје. Бев како сигурна во себе дека е све уред, али докторка беше многу упорна и ми кажа дека морам обавезно да се прегледам. Мобилна амбуланта со се е значи опремена многу подобро него други ординации гинеколошки. Што е најважно, пречек со докторката, со сестрата, тоа што е најважно. Ова им дојде буквално до врата, така да максимално го искористија. Докторка што ме прегледа, одма ми кажа што е проблем. Кај дел од нив, значи приличен број, се најде помал или поголем проблем. Одма се јавив во Скопје и докторот ми закажа преглед, што ме прегледа, операција ми закажа, по биопсијата што ми е извадено, докторот ми кажа дека е било рак на матката и дека е бил у првиот стадиум. Јас го прашав докторе, пошто е така, треба некоја додатна терапија, нешто, од мене е све чисто, све слободно. Продолжите живот и дале. Значи, јас сега живеем вториот живот. И така. Чувството дека си спасил уште еден живот е многу поголемо од било кој пари на овој свет. Значи, тоа е мојата главна мотивација. Мене ми беше, мислам, ми многу исполнува тоа што имаме доста позитивни резултати и што навистина голем број на жени се имаат вклучено со овој проект и се имаат прегледано, и тоа е тоа што ме мотивира да продолжиме и понатаму да работиме и така да ги шириме услугите. Која е жена свесна и паметна за личен свој живот, она секоја треба да отиде, да се прегледа и да се види. И затоа им препорачувам на сите, без обзира, млада генерација, средња, старија како мене и постарите, да не чекат, него да одат. Секој преглед за било што, не само рак на матка или на дојка или на било што, све што е на време, све е добро.